Станува збор за вистински советски тенк од типот Т-55, кој беше користен за време на крвавиот распад на Југославија во 90-тите години. Тенкот е паркиран во близина на трибината резервирана за најжестоките приврзаници на Црвена звезда, познати како Делие или слободно преведено најсилни момчиња. Хрватските медиуми објавија дека тенкот е јасна провокација и скандал и посочија дека на тоа мора да реагира и Европската фудбалска федерација УЕФА. Но навивачите на Црвена звезда сметаат дека тоа е само символ на нивната парола – звездината машина проработе. Веќе само видел сум по Фейсбук како Хрвати се буне, сви се буне. На кој нас не воле, мене баш екстра ствар. Пошто видим у медијама да пише све и свашта, ипак е овако спортски више него било шта. Ја не видим ту никакву провокацију, не знам шта ипак е. Треба Звезда да победи. Српските власти го опишаа тенкот како реплика. Министерот за внатрешни работи Небоша Стефановиќ изјави: Подсеќа на тенк, има гусенице и има некакву макету куполе кој е изграđен. Dakle, не ради се о тенку, не ради се о нечему што може угрозити било чиј живот. Представници на српската армија прецизираат дека тенков внатре немал никаква опрема и оти сега бил само музејско парче. Нема мотор, нема трансмисију, цев на тенку е заварена, скинуте су нишански и оптичке справе и у садашњем стању изложени тенк е макета и музејски експонат. До поставувањето на тенкот дојде на неколку дена откако маскирани лица нападнаа два бара во Хрватска, додека етнички срби на телевизија го следеа првиот меч на Црвена звезда против Young Boys. При тоа беа повредени најмалку 5 лица. Инцидентот ја загреа борбената реторика меѓу хрватските и српските политичари.